Добре дојдовте во Надкаст. Јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде професор доктор Андон Чибишев, директор на токсикологија, универзитетски професор. Добре дојдовте. Добре ве најдов и чест ми е што еве сега и во оваа форма на можноста за изразување на ставови, за дебата, за одредени значајни прашања кои што се случуваат во нашето општество, да можеме да си ги кажеме ставовите. Благодарам за чест. Ви благодарам и вам, професоре. Професоре, година и половина од обзнанувањето на аферата за она што се случуваше на онкологија, најморбидната афера во македонската историја досега, се уште ништо не е конкретно завршено, иако мора да кажам, ќе рече некој дека е само бендисано, но токму вие, кај мене во емисија, 10 дена по обелоденувањето на аферата, ги посочивте виновниците кои што година и половина после тоа истрагата е во тек, нели имаше и анкетна комисија која што многу блиску беше до вас, исто ги посочи виновниците, но по темелна истрага. Вие 10 дена по обелоденувањето на аферата ги посочивте виновни се тие и ќе оди така и така работава. Еве, да не речам не сте ванѓа, но успеавте благодарение, предпоставувам, и на искуството и во фелата и на она што е на универзитетот, да ги соберете работите и да ги склопите коцките и го кажавте тоа што го кажавте, она што и денеска испаѓа дека е вистина. Па да, сега знаете, малку непријатно изгледа дека ние ќе се враќаме назад и ќе коментираме нешто што сме го коментирале пред некои година и 4 месеца, меѓутоа за жал е така. Наместо ние во една ваква емисија, во еден ваков надказ, нели да коментираме колку нови методи се воведени во здравството, колку нови лекови, што е подобрено во условите за лекување на пациенти, ние зборуваме уште после година и 4 месеца за една од најгрозоморните, најтраурните, најтрагичните афери кои што се случиле во историјата на македонското здравство. Јас имам 35 години работно искуство, до сега не сум се соочил со вакво нешто и тогаш коментирав и од оваа временска дистанца ќе повторам дека таа афера ќе остави многу тешки последици во македонското здравство и уште долги години ќе го обременува и ќе ги пореметува некои внатрешни односи во здравствениот систем, исто така ќе оневозможува здравството да оди напред онака како што ние очекуваме. Затоа што, иако здравството беше со, да речеме, доверба многу ниска, јавното здравство зборувам, со аферата мислам дека уште повеќе луѓето изгубија доверба во здравството, затоа што, знаете, се ширеа различни вести после аферата, од кои што можда ја некој не сакам да верувам дека се такви, меѓутоа со тек на време разбравме дека навистина некои од тие страшни, нели, жални ситуации се случувале и граѓаните уште повеќе изгубија довербата во здравството. Тогаш, не знам дали се сеќаваш, нели, со многу внимателно ги коментиравме случувањата кои што беа практички најавени преку медиумите, затоа што знаете, некојаш медиумите добиваат и погрешни информации, па се внимававме да не шпекулираме, затоа што се работеше за крајно сензитивна овој проблематика. Меѓутоа, и тогаш кажавме, и сега еве, и од оваа дистанца ќе повторам, дека беа назначени двајца обвинители да ја истражат аферата. Мене, ако ме прашуваат, требаше тим на обвинители да влезат на онкологија, затоа што двајца на онолкава обемна документација, која што се создавала со години, низ клиниката поминале голем број на пациенти, се случувале голем број на настани, тоа требаше поголем број на обвинители, кои ќе беа појачани со стручни лица од здравството, ќе да ја истражат аферата, така наречената афера, нели? И да донесат, да видат што всушност се случувало на клиниката за радиотерапија и онкологија во тој, нели, претходен изминат период.
Меѓутоа, мислам дека малку во стартот тоа несериозно се направи, малку повеќе несериозен беше пристапот, не знам од која причина, дали тогашната владеачка гарнитура не сакаше до крај да го истражи тоа, дали се плашеа од реакциите на јавноста или реакциите на крајот на криштата на меѓународната јавност, затоа што аферата стана популарна не само во нашето обкружување во соседните држави, туку и во Европа се коментираше, а тогаш читав разни коментари кои што не беа воопшто пријатни за мојата држава. Што се случувало во мојата држава во еден од најзначајните центри каде што се лекуваат пациенти кои што имаат тешка болест која што не можеш да предвидиш каков ќе биде исходот, а се случуваат вакви работи кои што, да ви кажам право, пак ќе кажам, жални ситуации имало, за кои што пациентите, кои отпосле ги интервјуира, дава таквите податоци. Значи, што беше основно? Според законите, позитивните законски прописи на Република Македонија, секој 6 месеца, посебно на клиниките, Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, кои што се задолжени за контрола и за финансирање, прават контрола на клиниките, и материјална и финансиска. Ова го кажувате од лично искуство, богато од лично искуство, да, затоа што јас во неколку мандати сум бил раководител на клиника и знам како тоа се случува. Дури и сега, ќе зборувам подоцна за тоа, од кога станав директор, повикав финансиска контрола од Фондот за здравствено осигурување да видам што затекнува, за да можам да знам како понатаму ќе продолжам. Сега, тие финансиски и материјални контроли не е можно, значи нема шанси да не констатирале дека нешто незаконски се случува. Во тие контроли ги вршат многу искусни, совесни и честни инспектори. Барем со тие со кои што јас сум имал прилика да соработувам. Многу темелно и многу стручно ја гледаат документацијата, бараат информации, разговараат со раководителите, со менаџерскиот тим, разговараат со вработените и на крајот презентираат резултати од тоа. На крајот спроведуваат интервју и го запознаваат менаџерскиот тим. Што е тоа што е правено како пропуст, за да не се случува во иднина, а тоа што е направено и е надвор од законските прописи, да се процесуира и на некој начин да добие некаков епилог. Значи, не верувам дека тоа не се случило. Кој е тој што добивал извештај од Фондот за здравствено осигурување и надлежните служби во Министерството за здравство, пред се Државниот санитарен и здравствен инспекторат, не ги гледал, ги штимувал, не знам, не сакал да ги гледа, не знам што се случувало, меѓутоа можело многу порано да се застане на патот на тоа и тоа да не продолжува и во иднина и да не дојдеме во ситуација во која што денес дојдовме, да мораме нели да се правдаме, да формираме анкетни комисии, па да видиме кој е виновен, кој не е виновен. Мислам дека тоа немаше да се случи ако се почитува процедурите. Таа власт во тоа време практикуваше една шема која што им ја наметна тогашниот лидер Зоран Заев, кој што еднаш сите мислеа дека е случајно, но на крај испадна дека тој сериозно го мислел тоа, дека рибата мириса од опашката. Ако направиме сублимат на злодејанијата најголеми во тој мандат 7 годишен нивни, ако се сеќавате во случајот за двојник со оние стотици издадени пасоши на мафијаши, тешки нели криминалци од светот кои што добија македонски пасош, испаднаа на крајот виновни шалтерските работници. За модуларната болница, верували или не, кабелот и ден денеска се обидува дури да наместат еден доктор, видува дека не бива, повторно кабелот е виновен. Во овој случај ќе бидат неколку сестри, можеби некој лекар. Таа практика дека рибата мириса, односно смрди од опашката на Заев, беше практикувана и во случајот на онкологија, да не се лажеме. Вие ги детектиравте виновниците за тоа што здравата логика и вашето искуство велеа дека не може тоа да се случува со
некои шалтерски работници или сестри кои што ќе го направат тој голем зулум, тоа е навреда на интелигенцијата, нели, на човек, но еве, на крајот испаѓа така, а тие се уште и ден денес тврдат дека нема врска, виновни се тие најниско ниво што се вработените. Па видите, јас исто мислам како вас, дека не може да бидат тие виновни, не може рибата да смрди од главата, се знае од кај смрди. Од опашката. Од опашката, так. пардон, се знае од кај смрди, меѓутоа во здравството се работи тимски. Так. И кога ние превземаме еден пациент, не може докторот сам да интервенира. Му треба помош. Нели, докторот е на врвот на хиерархијата, на хиерархиската пирамида, меѓутоа под него има цел тим кој што се грижи постапката, лекувањето, пристапот да бидат според протоколите, воспоставените протоколи според стандардите. Меѓутоа, според информациите што ги добивавме, во тие тимови имало карики каде што, нели, се правеле и незаконски дејанија кои биле на штета прво на пациентите, а потоа на штета на целиот систем. Биле откриени некои од нив, според информациите што ги добивме од медиумите и од постфестум формираната анкетна комисија. Меѓутоа што се случува? Откриена е сестра која што правила манипулација со тие значајни скапи лекови кои што живот значат и поведена е некаква постапка, меѓутоа не е санкционирана. Вратена е повторно на работа. Значи, кој е тој раководител што е вратил на работа и не ја санкционирал, односно не ја отстранил од местото на злосторот? Значи, злосторот е направен, ние го откриваме тој што го извршил, меѓутоа повторно го враќаме назад да си продолжи со истата пракса. Тоа е, кој знае колку такви случаи имало. Значи, ние може само да предвидуваме, ако имало една сестра, тогаш имало и друга. Може да имало и некој доктор што тоа го правил. Меѓутоа, тоа требало тогаш да се прекине, да се сосече во корен и да се направи анализа, да се соберат вработените и да им се каже дека така понатаму нема да може. Меѓутоа, тоа не е направено. Не верувам дека менеджерите не добивале извештај од контролите. Не верувам, од искуство кажувам, дека не виделе што се случува. Не верувам дека не направиле безброј консултации со надредените, со Министерство за здравство, каде што има одговорни за болничка здравствена заштита, па има помошници на министерот, па има министер, па има заменик, па има државен секретар. Има со кого да се разговара, да им се изнесат одредени сознанија кои што ние сме ги приметиле додека работиме. Меѓутоа, можно е во тој момент да не сме моќни да ги решиме. Затоа и постојат тие институции, да побараме помош. Побараме помош, контрола, па да видиме ако нешто се случува, веднаш тоа да прекине, да се санкционираат тие што ги направиле и понатаму да се продолжи онака како што треба, нели, според законот, стандардите и протоколите. И тоа не е право. И тоа веројатно ние не знаеме колку години тоа така си течело. Имаше информации дека не се давале лекарства, туку се давале само празни инфузии. Имаше информации дека лекови се давале под рака, им се продавале на пациентите во маката. Ја не знам, навистина, еве, уште еднаш ќе повторам, јас сум верник, како тие луѓе не се плашат од Господ. На некој на кого што животот му зависи од одреден лек, од одредена терапија, од одреден третман, ти да го уценуваш надвор од прописите, надвор од законските одредби, да бараш дополнително да бидеш награден, затоа што овој човек има мака и ако треба ќе земе кредит, ќе се задолжи, се ќе направи, само да го добие лекот кој што му е потребен во моментот за да си го продолжи живот или да си го спаси живот. Навистина не ми е јасно и уште не можам да се освестам од таа, да речеме, една многу непријатна, грозна ситуација, која што сите не вознемири, верувам не само нас кои што работиме долго време во здравството, туку сите
и сите граѓани се вознемирени и сите тоа многу негативно го коментираат. Меѓутоа, еве, доаѓаме до денес, после година и 4 месеци, уште немаме епилог на случувањата на клиниката за радиотерапија и онкологија. Имаше анкетна комисија, јас го слушав извештајот, беше многу обемен и многу прецизно направен. Затоа што во работата учествуваа и луѓе кои што се многу искусни во областа онкологија. Не се работи само за собраниска комисија во која што членуваат пратеници. Туку имаше и стручни лица кои што многу стручно го обработија тоа, имаше сериозни сознанија и наоди кои што можеа на обвинителството да му помогнат да ги детектира тие престапи законски и да отвори, покрене обвинение и да има некаков епилог, затоа што знаете јавноста коментира се готово се забошати аферата, нема ништо, значи си одиме понатаму као ништо да не се случува. Тоа остава уште по лоша слика за целото општество, за целиот систем, дека кај нас институциите не функционираат и што и да направиш, зависи од тој што ќе ја тера постапката, дали ќе ја истера до крај или ќе ја прекине на пола и ти ќе си се спасиш од незаконитоста што си ја направил и ќе си продолжиш понатаму. Мислам дека ќе мора сегашната владеачка гарнитура, сегашната влада, сегашните институции што побрзо да излезат со конечни можда не, меѓутоа сознанија што навистина се случувало на клиниката за онкологија, да се посочат виновниците со име и презиме, да се преземат мерки и што побрзо состојбата да се доведе во некаква нормала. Народот за овие што го правеле тоа вели кај ќе им оди душата и тоа е навистина токму тоа што го кажавте, како можеле воопшто да го прават. Токму и поранешниот директор кој што бил пред да се случи ова предраг беше кај мене во емисија и тој потврди дека е невозможно без естаблишментот, односно менаџментот да го знае тоа и повисоките тела да се случува тоа што се случувало. И тука доаѓаме до моментот на командната одговорност на онаа тројка која што сите ја спомнуваат: директорот, државниот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравство и Министерот за здравство, кој што, искрено кажано, јас не знам како може да го прави тоа што го прави, премногу е бескрупулозно да не се извините за тоа што се случувало. Во ред, ќе рече некој, не знаел, но и да не сте знаеле, во светот барем, прво давате оставка за такво нешто, тоа не се случи ниту за модуларната болница, но еве да излезете и човечки да им кажете на тие стотици семејства, чии што луѓе зависеле од тие лекови кои што не ги добивале, предпоставките се дека дел од нив и починале, да не се лажеме, и тоа ќе го утврди. Нема тешко се утврдува, знаете и сами тоа, но еве излегува сега министерот, поранешен, сегашен лидер не може тоа да биде лидер, тој е претседател на опозицијата, на опозицијската СДСМ, и малта со некои извештаи, малку правејќи еден класичен спин, професор, ова во новинарството се вика класичен спин. Излегува со извештаи кои што се наводно дадени тогаш и вели дека во работата на анкетната комисија пишувало дека тој не добил извештај, еве ги добивал и им тврди на сите, еве ги извештаите. Но при тоа вели, во нив пишува дека се било буквално кажано дека течело мед и млеко таму на онкологија и пациентите, немало еден пациент кој што не ја добил својата терапија. Нормален човек ќе рече на ова, срамота е да го кажувате тоа што го кажувате, затоа што таму се случувал хаос. Јас го нарекувам еден онколошки Аушвиц. Буквално кажано, тоа било хаос. Вие сте гладниот човек во целата приказка, но и контролата е нешто што главното го носи во себе министерот и издегувате и велите, еве ги извештаите во кои што се тврди дека се било фантастично, а јас сум го аминувал сето тоа, односно извештаите доаѓале до институциите, тој буквално не приметувал дека ништо не се случува. Јас пишував колумна дека кецарошите се пишувале петки, а наставникот Филипче си свиркал настрана и ги правел првенци, па тие после се запишувале и на факултети, добивале стипендии и така натаму, една паралела со целата работа. Но дали е, еве според вас,
логично да излегувате со извештаи кои што можеби не ги добила анкетната комисија од трета страна, да не се лажеме како функционираат кај нас работите, еве му ги потуриле на Филипче и тој излегува вели, еве, лажат, имало извештаи до мене. Што со тоа? Јас да сум на негово место, простете што сум екстензивен, би се скрил и би рекол, не сум добивал извештаи. Такви извештаи да добивате и да ги аминувате, па тоа е уште поголем срам. Да, па практички тоа и до сега го констатиравме и тогаш го констатиравме пред година и 4 месеца. Меѓутоа сметам дека сега на многу несмасен начин, не знам кој го Забрчанец прави тоа, кој го прави планот како треба да се настапи во јавноста за одредена многу сензитивна тема за која што целата јавност ги има вперано очите и од 100 луѓе кои што ќе те слушаат и ќе те гледаат кога ти ќе го образложуваш тоа, можда 50 не те слушаат, меѓутоа 50 те слушаат, од кои 10 многу внимателно те слушаат и го анализираат тоа што го зборуваш. Не можеш ти да кажеш дека имало извештаи, еве ги, прво ние не знаеме што се тие листови, од кај знаеме, дали се извештаите. Тоа е првата работа. Втората работа, зашто анкетната комисија делегирана од највисокиот орган во една држава демократска, а тоа е собранието, не ги добила. Дајте тогаш да ги викнеме тие што ги направиле извештаите, а на барање на највисокиот орган не им ги доставиле. Дајте да видиме тие зашто не ги доставиле. Професоре, тој зашто не ги дале на увид? Дека присуствувал и бил на местото на злосторот и дека е учесник со овие извештаи со кои што сега се обидува да се вади. Не, видите, извештаите не може да бидат оправдување, затоа што на врвот на хиерархијата во едно министерство е министерот. Точно е дека министерот не може да ги следи сите случувања во неговиот ресор. Тоа е точно. Меѓутоа, министерот има тим кој што е задолжен и зима плата за да ги следи сите случувања во ресорот и да го информира министерот. Јас сум работел во Министерство за здравство како функционер, како државен секретар и знам дека секое утро јас сум одел на едно кафе со министерот и сум го информирал на дневна основа за се што се случило во претходниот ден. Затоа што министерот е политичко лице, кое што можда во текот на денот ќе има 10 настапи на медиуми, ќе има посети, лево десно ќе се среќава со луѓе, со не знам граѓани и тој нема време тоа да го следи. Меѓутоа, затоа е тимот кој треба да следи да го информира. Меѓутоа, ако министерот не бара да го информираат, тие може да сватат околу него дека не треба да го информираат и дека треба информациите да си ги чуваат за себе и така министерот нема да биде информиран. Меѓутоа, тоа не е оправдување. Ништо, според мене, не може да ги оправда. Ништо. Треба да наведнат глава и да кажат да, ние не водевме сметка, не направивме контрола, не се грижевме доволно, затоа ни се случи и ние длабоко се извинуваме на овој народ што тоа ни се случило. Иако сметам дека извинувањето ништо не им значи на оние кои што во меѓувреме може да си ги изгубиле најмилите. Така, но сепак ништо не им значи. Меѓутоа, сепак човечки е, ако си направил грешка, да се извиниш. Дали ќе сносиш санкции, дали ќе имаш одговорност или нема да имаш, тоа е друго прашање. Меѓутоа, извинувањето е и простувањето е една од најдобрите особини на една здрава личност. Така да, мислам дека не е оправдување. Сега ние постфестум, после толку време, да, има еве извештај, се си било таму, мети млеко си течело. Меѓутоа, што е ова сега што се случува? Не знаеме ние. Еве ќе видиме сега обвинителството ќе каже. Меѓутоа, не знам, навистина чудни работи се случуваат, кои што вака се несватливи. За мене, кој што долго работам во здравството, ичи не се сватливи, меѓутоа и за обичните граѓани, што ги среќавам по улица и го коментираат тоа, зашто јас коментирам и на социјалните мрежи, гледам и таму коментари, луѓето се јадосани. Еве ќе употребам таков збор. Јадосани се до крај, зашто се уште нема епилог на
сите тие случувања, затоа што епилогот можда ќе не доведе на една нулта состојба, нулта ситуација и да почнеме да се движиме нагоре. Инаку ние уште сме ни таму ни ваму. Не знаеме што се случувало точно, не се посочени до крај сите виновници, сите одговорни и сега напорите кои што се прават, морам и ова да го искоментирам, пошто имаше многу негативни коментари од страна на опозицијата, дека еве сега има нова власт и таа треба да се грижи и да го реши проблемот. Власта се смени на пола година, негде во јуни, јули, на пола година, кога по правила на нештата половина од буџетот на државата е потрошен. Меѓутоа не беше така, беше поинаку, скоро целиот буџет беше потрошен и владата не затекна средства, финансии, со кои што, еве, конкретно зборуваме за лековите за онколошки пациенти, не можеше да ги сервисира. За да ги сервисираш требаат пари, нели, финансии. Немаше, требаше да се направи некаков ребаланс на буџетот, да се обезбедат одредени средства, а од нашето, нели, измрцварено, уништено стопанство, такви средства многу тешко може да се најдат. Така да, и тоа што досега е направено е фантастичен успех. Може да има недостаток на некои лекарства, меѓутоа сите тие лекарства, еве, јавноста нека знае, се многу скапи, ги произведуваат одредени производители. За жал, и тоа може да видиме, треба да го решиме, ги увезуваат само неколку веледрогерии во државата. Мислам дека ќе треба малку пошироко да биде тоа, да се даде можност повеќе веледрогерии да учествуваат, за да има некаква конкуренција и повеќе да се увезуваат тие лекови, да бидат достапни. И еве се обидуваат тоа да го решат. Сега имаме нов буџет, кој што, според моја информација, е значајно зголемен. Мислам дека за кратко време, не сакам да преюдицирам, да шпекулирам за колку, ќе си дојде ситуацијата онака како што треба и нема да има недостиг од тие лекови, затоа што во буџетот ги гледав јас тие ставки, пошто се од здравство, се предвидени средства да се сервисираат сите потреби на клиниката за онкологија. Професоре, мене вадењето на Филипче ми наликува на оние темни времења од 2001-та, ако се сеќавате, ја не знам, јас сум бил у подрум, така не знам ја ништо што се случувало, но еве, оди работата кај нив така, за жал, пиарот предпоставувам грешките и сето тоа, но еве и кај вас спомнавте имате ревизии на претходната работа, како секој нормален човек што си ја разбира работата, дојдовте таму, затекнавте нешто, не продолживте веднаш, сакате да знаете што се случувало таму. Еве, да почнеме и со токсикологија. Наидовте ли на криминал, имате ли сознанија, дефинитивно се случувале работи, но може би немате конкретни докази, без имења, со имења. Што се случувало на токсикологија минатите мандати? Видите, јас само што ја превземав функцијата ВД директор на клиниката, веднаш ги стопирав сите процеси, што се случувале до тогаш, за да направам пресек, да видам со што се соочувам. Прво, нели имавме 17 вработени кои што работеа без никакви договори. Тоа е практички, знаете, исто како од улица да собереме некои, да ги донесеме на клиника и они да работат. Затоа што нема соодветни договори направени со институцијата, затоа што нема претходно обезбедени согласности. Истите тие добиваа плата, 1,5 плата ми се чини, која што ја добива на законски, заради тоа веднаш документите се процесуирани и покренат, следеше соодветна кривична пријава за менаџерите и покренато е обвинение и за тоа веќе тече судски процес. Покрај тоа, јас интерна направив една контрола со мојот тим, затекнавме огромна количина на скапи лекарства кои што имаа поминат рок. Направивме темелна анализа, навистина многу енергија ни требаше, многу време изгубивме на место да се занимаваме со унапредување на условите, со подобрување на условите, со лечење на пациенти. Ние изигрувавме истражни органи.
за да стегнеме огромна количина на лекарства со поминат рок, кој што претходните менаџери ги примиле на истекот на рок. Так. Замислете сега, еве, јас сум менаџер и примам 3000 кутии скап лек, скап антибиотик кој што е фантастичен, на кој рокот му истекува за 1 месец. Кога ја тие 3000 кутии ги потрошам, па секој ден да јадам од нив и сите да јадеме, да ручаме па таблети, не можеме да ги потрошиме. Една кутија чини негде околу, не знам, 500 денари, кога направивме математика, 18.000 евра. Так. 18.000 евра се огромни средства за здравство. Нешто што требало да заврши на буниште, некој го земал и со тоа му завршил Како на го некоја земал, работа. Да не се само лажем. можам да предвидам. Дека тоа е нели со насока, земете ги, донација се, не ги плаќате, да, а после тоа ќе им го оставите на овие после вас, не они нека им берат гајле. И стварно така беше. Значи нас ни остана не само тие да не должам понатаму да не губиме време. Ова е као најдрастичен пример го кажам. Ни остана нас во една скапа процедура после тоа да ги уништуваме тие лекови. Знаете, процедурата е прво долга, а друга е многу скапа, треба на неколку места да се плати, одредени задолжени, надлежни државни институции да дојдат да направат контрола, да ги проверат и на крајот да ги уништат на депонија, а за тоа клиниката троши од своите пари, а од тие лекови никаков бенефит сме немале. И понатаму повикавме финансиска контрола од Фондот за здравствено осигурување. Дојдоа двајца крајно искусни инспектори кои што скоро 3 месеца работеа на клиниката, бараа документи, им обезбедивме посебна просторија и на крајот повторно се најдени ред на незаконитоси, слични како оние што се правеле претходно, и целата документација по службена должност е процесуирана во Министерството за внатрешни работи. Што ќе направи Министерството ние не знаеме, меѓутоа сега документите се таму, Министерството е за внатрешни работи на потек. Понатаму продолжуваме во отешнати услови, меѓутоа еве клиниката, да искористам прилика, почна да се реновира пред некои 2 месеца, ние ќе прераснеме во современ ургентен интернистички центар, нешто што на здравството македонско, на клиничкиот центар и на оваа држава и на пациентите им е потребно. Во меѓувреме набавивме една од најсовремените токсиколошки лаборатории, нешто што било сон на повеќе генерации клинички токсиколози како мене, да ја имаат како апарат со кој што нели ќе прават исследувања, анализи, ќе се занимаваат со наука. И што е уште вака за мене позначено, ние ја купивме од сопствени средства. Значи не баравме помош нити од Министерството, нити од Фондот за здравствено осигурување, туку од заштеди на клиниката ја купивме лабораторијата, во фаза е на монтирање, имаме одредено тим кој што ќе биде едуциран и се надевам за некои 30 дена би требало да ја пуштиме во употреба и оваа држава да добие современа токсиколошка лабораторија во која што може да се одредат негде околу 1300 непознати хемиски супстанции во биолошки материјал, значи во крв и во урина. Имајќи предвид тоа што го кажувате за лековите со скоро поминат рок и лековите на онкологија со на предност некој да ги има само правата на најскапите и најдобрите, дали е претежок збор да се каже дека во Македонија или со македонското здравство буквално дека владеела една фармацевска мафија? Па видите, тоа не е ништо непознато во јавноста, тоа ние го слушаме од самостојањето на државата. Постојано зборуваме за некаква фармацевска мафија, дека се увезуваат лекови, не знам, со една цена се продаваат по некои фантастично зголемени цени, дека имаме можда најскапи лекови во регионот, дека се увезуваат лекови кои што во светот можда се после некои научни исследувања се прогласени за неупотребливи. Има многу работи за кои што можда треба една посебна емисија да зборуваме само за тоа, пошто ние као клиничка токсикологија ги следиме тие случувања.
Апсолутно, мислам дека се случува нешто што не е вообичаено за една добро организирана демократска држава. Мислите дека после толку години на зборување, како што кажувате и самиот, ќе почне да се случува нешто во однос на действувањето и справувањето со таа фармацевтска мафија, која што владее и со светот, да не се лажеме, она што се случуваше со короната и околу короната излегува на виделина многу работи околу тоа, но еве и во Македонија се случува. Мислите дека ќе се преземе конечно нешто, бидејќи има такви индиции најнапред? Па видите, како гледа Министерството за внатрешни работи, нешто многу е раздвижено. Да. Верувам дека нешто ќе се случува во иднина, не би сакал сега да шпекулирам, меѓутоа многу работи кои што не ни беа баш вака сватливи во минатото, сега почнуваат да се случуваат, почнуваат да се процесуираат одредени настани, одредени случувања кои што во минатото се буткале под тепих, така да се надевам дека и овие работи ќе се актуализираат и надлежните институции ќе си ги преземат мерките кои што ги имаат според уставот и законите на Република Македонија. Да се вратиме на клиниката за токсикологија, кај вас ќе се воведат првпат пионерски буквално методи, мерки, стил на работа, сето тоа што во Македонија никогаш не се случило. Малку еве за гледачите да слушнат дека и убави работи се случуваат, не само Видите, ние имаме во план да воведеме некои новини кои што нели до сега не се работеле, меѓутоа во моментов работиме во малку импровизирани услови, затоа што поголемиот дел од просторот ни се реновира и ние практички сме во еден ходник само за да може службата да функционира. Малку ни е тешко, меѓутоа сето тоа ќе го издржиме во интерес на тоа што ќе го добиеме после реновирањето. Сакаме да воведеме неколку новини. Еве, тоа што го кажа претходно, набавката на оваа современа токсиколошка лабораторија во многу ќе ни ги олесни работата, ќе ни овозможи да воведеме пристапи современи кои што досега не сме можеле да работиме заради тоа што сме ја немале лабораторијата. Меѓутоа не би сакал сега многу да зборувам околу тоа. Нека биде тоа да го оставиме за некоја друга емисија во која само за тоа ќе зборуваме и можда еве ќе дојдете на лице место, ќе ве поканиме за да видите како тоа вака во пракса ќе изгледа. На терен, што би рекле. Така е, ќе ни биде чест, да. Но еве професоре, мајки преди, што се случува во здравството? Зборувавте многу и вие околу тоа. Многу ми навела дека е тешко заболено нашето здравство, дека е на патерици, на апарати и не случајно беа кажани сите овие работи, имајќи преди се што се случуваше минативе години. Повторно ќе ги спомнам оние импровизирани модуларни болници кои што беа тотален нонсенс, наместо да се инвестира во инфраструктурата постојна или пак да се користат нови тврди градби објекти, ние градевме некои глупости за да некој, да не се лажеме, добие пари од сето тоа. Случувањата на онкологија, но и постојано собиравме цело време, постојано по стотче дававме за да децата се лечат. Немаше скрупули кај минатата власт, тоа беше факт. Но еве, имајќи преди што наследивте како нова влада, нова гарнитура, вие сте дел од тоа, која би била реално дијагнозата на македонското здравство во моментов? Видите, здравството можам да кажам дека е во клиничка смрт. Меѓутоа, еве и новата влада, министерството, раководителите по здравствени институции, според моите информации, се обидуваат нешто од тоа да почне да функционира, затоа што, знаете, многу ниско беше спуштен прво дигнитетот, авторитетот на здравствените работници. На тоа ќе треба посебно да се поработи, затоа што изгубената доверба, апропо и афера онкологија, многу го намали авторитетот на здравствените работници. Знаете, ни се случуваат многу непријатни, немили ситуации во текот на нашата работа, кои што мислам дека уште повеќе ја отежнуваат работата. Меѓутоа, јас сум оптимист, а ќе ви кажам зашто, затоа што, пак велам, во неколку наврати сум раководител на клиника, имам големо искуство и сум соработувал
со многу тимови и во Министерството за здравство и во Фондот за здравство, кои што се нели државни институции на кои што ние како база се подпираме. Имаме таму сега екипи, посебно во фондот, еве ќе истакнам, со кои што во текот на 7 дена 24 часа можеш да се јавиш, да поразговараш и да добиеш совет како да постапиш и како да продолжиш. Буџетите кои што ги добивме, ние преговаравме со Фондот за здравство за буџетите, се многу поволни. Еве, ја можем да кажам јавно дека ние го добивме буџетот кој што го имавме и минатата година, иако резултатите кои што сме ги покажале во 24 година не се баш фантастични, меѓутоа фондот покажа многу разбирање, широчина и ни го остави истиот буџет за да можеме да продолжиме да го подобруваме, да ја подобруваме состојбата. Ако ние според резултатите бевме казнети од фондот со намалување на буџетот што ќе беше сосема во ред, така треба да се постапи, мислам дека нема да можевме со оваа динамика како сега да одиме напред. Јас еве јавно користам прилика да им се заблагодарам на директорите на фондот кои што покажаа огромно разбирање за нашите аргументи кои што ги изнесовме и ни дадоа буџет со кој што ние можеме нормално да функционираме и не само да функционираме, не работа само да функционираме, да се развиваме. Еве, знак за тоа е, направивме неколку набавки на клиниката кои што во последните 15 години не се направени, а се потребни за нормално функционирање на институцијата. Значи за крај и покрај сите оние кукавичи и јајца што ги наследивте, сите оние лоши услови и багажот од минатото, останувате оптимист општо и за клиниката за токсикологија, но и за македонското здравство. Апсолутно, јас по 3 дена од кога ме поставија, ги собрав медиумите, направив еден состанок со нив, еден прес, поише брифинг беше, на кој што кажав, немам намера да се занимавам со минатото. Значи не ме интересира минатото. Тоа што се случувало надвор од законските прописи, си има институции кои што ќе си го процесираат. Моја работа е да ја констатирам состојбата и да се потрудам да продолжиме да работиме нормално и да се развиваме. Не е само ние голо да работиме, да ме кеве преживуваме. Да, треба да преживееме, тешка е состојбата, меѓутоа треба да правиме напори и да се развиваме. И јас мислам дека во идниот период ќе се случат позитивни работи во здравството, очекувам развој, очекувам напредок и очекувам подобри времиња и за здравството и за пациентите. Ви благодарам што бевте мој гостин и ви посакувам голем успех во оправањето на овој сектор кој што не бадија да се вели секторот кој што живо значи. И благодарам и вас за честа и се надевам дека скоро време ќе отвориме некоја друга тема и вака ќе дискутираме, да јавноста биде што подобро информирана за тоа што се случува надвор од вообичаените случувања во државата. Ви благодарам и беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.